Цивил медија. Втората награда би сакал малку помош од мојот драг колега Дехран Муратов. Само да кажам дека се работи за говор на омраза на комитите, свинско за Рамазан, кој беше испратен од граѓанскиот новинар Шабан Каној, кој потоа беше доволно сериозен повод за нас да го побараме, односно Дехран да го побара граѓанскиот новинар, а потоа со него се направи и цела една сторија дополнително, еден кооперативен зафат. Дехран, те молам објасни за што се работи во повеќе детали, а потоа и предаја наградата во име на Цивил. Фала, Вака, прво до кај нас стигна една фотографија која што навидум изгледаше секојдневна. Онака, можеме кај да отидеме да видиме дека има смрт за овие, смрт за оние и многу говор на омраза, графити. Кај нас стигна еден графит свинско за Рамазан и тоа се случи непосредно после Нова година или за прочка или Коледе, како и да се случи. Многу беше интересен моментот. Ние ја објавивме таа сторија со тоа што прво ние секогаш кога добиваме такви информации мора да го знаеме авторот, кој е автор на тоа дело. Го контактиравме авторот, авторот е Шабан Каној, кој потоа тој ни раскажа дека има интересна сторија која што досега не успеа да излезе во јавност, да се слушне неговиот глас, затоа што е малце поразличен од другите. Се работи за тоа дека во неговата средина, во неговата населба, живеат претежно македонци со христијанска вероисповед и неговата појава таму на некој начин им пречи на тие луѓе, но тоа не е најстрашното. Најстрашното е моментот кога неговото девојче, кое што е малечко, ги нема основните услови како сите останати деца, затоа што е, пак ќе речам, поразлично од другите, затоа што носи марама. И наместо институциите да застанат во заштита на тоа девојче, тие му одговараат, па ти знаеш каде го запиша твоето девојче. Така да од таму ние направивме сторија. За потоа да има некаква реакција, докај мене има стигнато, нели, пријателски совети дека му излегува во пресрет и општината и дека тоа е индивидуален случај, дека директорот не добил отказ поради случајот кој што го пријавил Шабан Каној, туку дека му завршил работниот однос. Но сето тоа е во ред, затоа што конечно вистината испадна во виделина. Јас би го поканил Шабан да дојде да се ја подигне наградата и да каже 2-3 збора што после таа приказна, дали има некакви реакции и што всушност постигна таа негова реакција, односно конечно да излезе во виделина. Те молам, Шабан, пред се повелете наградата. Чест ми да ве запознам. Епа вака сега, драги мои, јас во таа населба живеам уште од своето раѓање, значи претходно бев во Топанско поле. Меѓутоа таму сум од 74 година, менталитетот на народот толку добро го познав, значи на моите соседи. Има меѓу нив навистина соседи кои можеш да им довериш целиот свој имот и повторно да го добиеш назад. Но поголемиот број од нив, за жал, не се од таквите кои би можел да ги ставиш во таа категорија. Туку напротив, само заради тоа што си поразличен од нив, гледаат на секој можен начин да те стават во сенка. Значи да ти да не доминираш. Всушност и не станува збор за никаква доминација, затоа што јас сум единствен жител таму со исламска вероисповед кој 100% ги е доследен, значи на правилата и прописите кои ги налага таа исламска религија.
Па поради тоа на оној дел на граѓаните кои имаат значи стереотипни предрасуди им пречи сето тоа, но јас отрпнав на таквото нешто, меѓутоа новата генерација, особено мојата ќерка, бидејќи таа потекнува од мешовит брак, мојата сопруга е македонка, која исто така беше христијанка, па го прифатила исламот не по присла, туку по лично убедување, по анализирање, по научно истражување и така натака. Како што кажа Дехран, па има и видео, можеби ќе го видите видеото. Патешествијата почна токму од тогаш, уште од самиот старт. Значи, едно мало дете од 7,5 години кој тргна на училиште да биде дискриминирано од страна на цела гарнитура на наставнички совет, па вклучувајќи го и директорот. Незамисливо беше тоа кога ќерката дојде дома, значи еден ден, прво оделение, замислете дете кој не знае се уште каде се наоѓа, како да се вклопи, како да се социализира во една таква школска образовна установа, беше малтретирана од соучениците. Значи ја гаѓа со пенкалца, со моливчиња, ја трга за шамија, ја штипка, ја нарекува со погрдни зборови, шиптарко, циганко, не сакаме тука такви, не знам што и така натака и така натака. Значи многу тешки форми на дискриминација, каде што едно мало дете од 7,5 години не ни знае што представува сето тоа. Меѓутоа јас како родител, како возрастен родител, чувствував потреба моето дете да биде заштитено. Па се обратив тогаш и на наставничкиот совет, и на директорот, и не најдов на разбирање, значи најдов на една огромна бариера каде што едноставно, како што каже и Декрен, како што во видеото објаснив, ноншалантно, значи без чувства, без емоции, без професионалност како директор на образовна институција да каже ти па кај си го запишал девојчето. Бев разочаран и реков добро воре тако вие не сакате така, тогаш ќе одиме викам по законски пат по просветен инспекторат, па ќе бидете повикани на разговор, викам процедурата вие самите ја знаете. Ете во кратки црти тоа, потоа ми помогне тој инспекторот Џави Сулеймани. Кај кого падна предметот, детето беше префрлено во друго школа, значи во основно училиште Браќа Рамис Хамид во Шуто Ризари, каде што сметавме дека и таму ќе биде значи онака добро прифатена и беше добро прифатена се до некој одреден момент каде што повторно избиле исти такви проблеми поради тоа што детето е во марама и поради тоа што големиот дел од соучениците не е исто како детето. Цивил медија